Се наоѓаме во кругот на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец од Струмица, кој што пред 3 недели го отпочна процесот на селекција на отпад во општина Струмица, односно со доделените 1200 канти за селекција на пластика и лименки, тие фактички го почна и самиот процес на селекција на отпадот во општина Струмица. Како тече овој процес? Кои се бенефитите? Разговараме со Бранко Ѓорѓиев од Струмишки комуналец. Господине Ѓорѓиев, реков во самата најава дека веќе 3 недели во Струмица имаат можност струмичани да селектираат отпадот. Како тече тој процес и кои се, прочем на самиот почеток, ефектите од истата постапка? Па, како што и сами рековте, пред 3 недели започна проектот Патукас за екопаметна општина, во кој што беше финансиран од Америчката амбасада и спроведен од општина Струмица и јавното претпријатие Комуналец Струмица. Значи започна селекцијата на отпадот, беа поделени 1200 канти за селекција на отпад, поточно за селекција на пет пластиката и лименките, и истите тие беа поделени на 1200 домаќинства. Во првите 3 недели од функционирањето на овој проект, значи може да кажем како јавно претпријатие дека сме задоволни од граѓаните, ради тоа што се покажа дека веќе имаме висока еколошка свест и дека граѓаните се грижат за својата животна средина. Во последните 3 недели јавното претпријатие Комуналец има собрано неколку околу 480 кг пластика и некаде околу 120 кг лименки. Што значи можеби бенефитот во делот на финансиите не е на страната на јавното претпријатие Комуналец, меѓутоа е добро тоа што истиот тој отпад не завршува на депонијата, него оди онаму каде што треба. Само да разграничиме, овие 1200 домаќинства добија бесплатно дополнителна по една канта каде што ќе можат да го одлагат. Кога го собирате отпадот и што понатаму со тој отпад? Бидејќи мислам дека имате и универзален, односно случаен договор, ако не се лажам, кој постапуваш. Значи вака, отпадот се собира еднаш неделно, поточно во среда, и истиот тој отпад се селектира во кругот на јавното претпријатие Комуналец и се доставува до доставувачот што има лиценца за работа. Значи, ваквиот тип на отпад не завршува на места каде што не треба. Се носи директно во лиценцирани фирми каде што се оди понатаму на преработка на исто таков отпад. Господине Ѓорѓиев, рековте дека за овој релативно куст период ефектите се доста големи со оглед на интересот на струмичани. Опфатен е само дел од градот, кои се проекциите како јавно претпријатие, претпоставам дека заедно со општината размислувате за проширување на овој проект. Значи вака, сега во моментот јавното претпријатие Комуналец и општина Струмица го покрие околу 40% од населението во градот Струмица. Зборувам само за градот Струмица. Понатаму продолжуваме со набавка на исто така на канти за селекција на отпадот, а во меѓувреме некаде во месец септември сме во преговори за да добиеме и веќе е договорено да добиеме 260 контейнери од 1,1 метар кубен, кои ќе бидат специјално за селекција на ваквиот тип на отпад и истиот ќе биде поставен во зградите каде што има колективно домување. Значи ќе бидат поставени и пред колективните стамбени објекти. Кога се очекува или кои се проекциите по населените места, со оглед дека таму е малку подруга сликата, односно полоша е да кажам во однос на потребата, односно во однос на селекцијата на отпадот? Па може да кажем дека по завршувањето на овој проект во градот Струмица продолжуваме во сите населени места. Значи не би можел да кажем временски период, меѓутоа општина Струмица и јавното претпријатие Комуналец размислуваат да биде што побрзо и се зависи од финансиските средства и од тоа колку може да кажеме да добиеме од страна на овие другите колективни постапувачи, бидејќи и они се вклучени во истиот овој процес на селекција на отпадот. Господине Ѓорѓиев, со оглед дека ова е релативно нов процес за кој што долго се зборува, каква е културата кај струмичани? Знаат ли правилно да постапуваат со отпадот од домакинствата, од становите? На што наидовте во овие 3 месеци? Дали правилно го селектираат отпадот или пак е потребна дополнителна едукација? Па видите вака, кога почнавме да ги поделиме овие канти за селекција на отпад, значи граѓаните добија упатство како се постапува со овие канти. Значи што внатре може да има. Беше доставено на многу едноставен начин за да сами сватат
која фракција од отпадот би можеле да ја селектират. До сега, во овие 3 недели, значи имаше само еден случај каде што не се постапуваше онака како што бе упатството од наша страна. И мислам дека ова е одлично. За 3 недели да имаш само еден случај на 1200 е прекрасен резултат. И мислам дека понатаму граѓаните ќе продолжат со истото вакво темпо, со истото селектирање, да го селектират отпадот онака како што е пропишано во нашето упатство. Ако рековте за 3 недели, некаде околу 500 килограми сега и пластика и лименки, може ли да очекуваме на месечно ниво дека над 1 тон пластика и лименки нема да завршуваат на депонија, туку ќе може да се рециклира? Кои се проекциите? Мислам дека да, ради тоа што сега во зимски период, каде што нормално потрошувачката на безалкохолни пијалци и другите води, типови на води, значи е многу помал. Со текот, очекуваме дека со текот на зголемувањето на температурите, затоплувањето, ќе се користат многу повеќе вакви напитоци и истите вакви пластики ќе дојдат кај нас. Така што оптимисти сме дека до крајот на годината секако ќе имаме околу 1000 кг. Господине Ѓорѓе, со оглед дека сте одговорен за јавната чистота, односно пред се за ова сфера во комуналното работење, вие честопати наидувате на несовесни граѓани. Имаше една акција чисти ридови за сите, па за само неколку денови мораше екипи на јавното предпријатие Комуналец да интервенира да чисти диве депонија над градот Струмица. Кој е оној апел, кој е она порака и каква е свеста? Почна ли да се будата и што како Комуналец се нудите на струмичани едноставно да не се случува тоа по околните ридови? Сега вака, значи, како што и сами рековте, веќе има 2-3 иницијативи во делот на чистење на дивите депонии во населените места во градот, па и околните туристички места. Пред 2 недели беше извршена ваква акција, заедно со Актив и други планинарски друштва таму, и јавното предпријатие Комуналец, како одговорна фирма, значи секогаш стои на располагање на граѓаните. Не може ваквиот градежниот чуд или мебел што не го користат да го фрлат на несоодветни места, туку доволно е само да го се јават на нашиот број 13110, во рок од 24 часа истиот отпад ќе биде подигнат. Нема потреба од загадување на животна средина, нема потреба од наградување на градот, него може работата да ја завршиме за 24 часа директно од нивните дома. Во тој аспект, колку струмичани почнаа да соработуваат со јавното предпријатие Комуналец? Тоа е она поента или што треба да направиме како заедница за да може да се подигне таа јавна свест? Мислам дека треба повеќе кампањи. Повеќе кампањи во делот на промоцијата на тоа што е обврска на Комуналец, што е обврска на граѓаните и каде кои имаат проблем во делот на комуналниот отпад да се обратат граѓаните. Иако знаат, добар дел од граѓаните не сакат да соработуваат со предпријатие, меѓутоа мора да кажам дека ако не продолжат да постапуваат или не постапуваат онака како што е предвидено со законот за управување на отпад, тогаш ќе мора да проработи и инспекциите. Во тој контекст, претпоставам дека и годинава се планирани повеќе акции за чистење на дивите депонии. Чистевте од почетокот на оваа година и дали до крајот на годинава повторно ќе се фокусирате на чистење на диви депонии, бидејќи сликата постојано чистите, но постојано се појавуваат тие диви депонии на места кои што се лоцирани од страна на граѓаните од населените места. Значи веќе после првомајските празници започнуваме со генерално чистење и ќе бидат вклучени некаде околу 30 такви диви депонии. Веќе се мапирани депониите и се спремаме за нивно делување, за расчистување. Периодот за кој што би бил исчистен, би били исчистени ваквите диви депонии некаде околу 25-6 дена. Прво ќе започнеме од градот, каде што ќе ги повикаме граѓаните сите што имаат отпад во своите дворни места, што имаат во своите подрумски простори, кои што сакат да го исчистат ваквиот отпад, ќе ги повикаме ден кога ќе излезе нашето возило, ќе биде собран целиот овој вид отпад. Така да после завршувањето на градот почнуваме со чистење на сите диви депонии што се на територијата на општина Струмица. Рековте се мапирани 30-тина, претпоставам дека и во соработка со граѓаните ќе соберете доста отпад во оваа акција после првомајските празници. Тоа да. И јас мислам така, бидејќи добар дел од граѓаните кои што ги контактираме кажуваат дека дома сега после расчистењето, генералното чистење на подрумите каде што
сечувале дрвја или било што, имаат големи количини отпад. Тоа ќе го внесеме како прво и основно во работењето, во чистењето и мислам дека ќе извадиме огромни количини отпад, како и секој година. И за крај, господине Ѓорѓев, кој е оно ваш апел до целата заедница, до граѓаните, со оглед дека, еве, почнавте со селекција на отпадот или пак за управување со отпад, или да реагират, или да привуваат, кој е оној ваш апел до граѓаните? Па единствен апел што би можел да кажам према граѓаните е тоа да го користат бројот 1310. Бидејќи тоа е 24 часа кол центар кој што работи, ги прима повиците на граѓаните и за 24 часа ги решаваме проблемите на граѓаните. Зборувам во делот на комуналниот отпад. И покрај сето тоа, мислам дека ќе треба малку повеќе совест на граѓаните, бидејќи јавното претпријатие колку и да работи, доколку немаме соработка со граѓаните, нема ништо да биде. Господине Ѓорѓев, јас ви благодарам на оваа интервју. Благодарам и на. Веќе слушавате, почитувани гледачи, дека изминативе 3 недели овде од општина Струмица некаде околу половина тон пластика и лименки се собрани во акцијата за селекција на отпадот, бидејќи општината доби околу 1200 канти, а според најавите од Струмички комуналец, оваа бројка на канти за селекција на отпадот во Струмица до крајот на годинава значително ќе се зголеми.